Анаклија на грузискиот брег на Црното море е повеќе од мало крајбрежно одмаралиште. Тоа треба да стане мега пристаниште длабоко во море, изградено и управувано од кинески фирми. Минатиот месец грузиската влада му додели на кинеско-сингапурски конзорциум удел од 49% во проектот, за кој се смета дека вреди неколку милиарди долари. Најавата беше објавена еден ден откако владата го укина контроверзниот закон кој се смета дека се наклонува кон промосковскиот авторитаризам, што предизвика улични протести. Шпекулациите се мислам дека се добро основани, дека грузиската влада размислува за можноста да ги загуби западните инвестиции и да ги компензира со пари од Русија и Кина. Пристаништето требаше да го гради заеднички американско-грузиски конзорциум, но владата го откажа договорот во 2020. Конзорциумот и владата се обвинуваат меѓу себе. Пристаништето би овозможило на Кина пристап до трговскиот пат кон Европа, што ја заобиколува Русија, која сега е силно санкционирана од Западот по инвазијата на Украина. Но критичарите стравуваат дека проектот би можел да ја остави Грузија во така наречената замка за долг, да не може да ги финансира кинеските заеми што се користат за плаќање на инфраструктурата. Грузиската влада поседува 51% без да има пари за тоа. Парите ќе ги позајмат за исполнување на обврските што ги имаат со овие 51%. И јас сум прилично сигурна, се уште не е факт, но прилично сум сигурна дека тие пари ќе дојдат и од Кина. И ќе завршиме во ситуација како што заврши Шри Ланка или Филипини или Малезија. Кина веќе има присуство во Грузија, вклучувајќи и огромен трговски центар, хотелски и стамбен комплекс од 420 хектари. Во изградбата на нови автопати се вклучени и кинески компании. Во 2023 Грузија потпиша договор за стратешко партнерство со Кина и е дел од иницијативата Појас и пат на Пекинг. Но директните кинески инвестиции во Грузија се релативно мали, со нешто повеќе од 47 милиони американски долари во 2023, само мал дел во споредба со европските и американски инвестиции. Каде и да одите, имате кинески компании кои работат. Во реалноста, ништо од тоа не е инвестиција. Сето тоа се пари од грузискиот државен буџет, кои им се доделуваат на изведувачите, кои да победи на тендерот. А реалноста за грузиското надавање е дека секој договор кој е над 100 милиони долари, обично го добива кинеска компанија. Грузиската влада вели дека Кина може да стане нејзин водечки трговски партнер. Други повикуваат на предпазливост. Кина и Русија кога прават такво нешто, тие имаат стратегија, сакаат да инвестираат за потоа да имаат политичко влијание и да имаат влијание врз локалната ситуација. И затоа треба да бидеме внимателни со тоа. Грузиската влада негира дека сака да се оттргне од Западот. Нејзиниот премиер рече дека кинеската инвестиција во пристаништето Анаклија гарантира дека проектот ќе се спроведе на највисоко ниво.